Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. За денес ќе зборуваме од Дела на апостолите, 1 глава, 8 стих, за Светиот Дух. Во овој стих се вели вака: туку ќе примите сила кога Светиот Дух ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци, како во Ерусалим, така и во цела Јудеја и во Самарија и се до крајот на земјата. Што знаеме за Светиот Дух? Многу луѓе Светиот Дух го разбираат како што сакаат тие, а други пак, мнозина, го разбираат како што учи Библијата. Светиот Дух, според Библијата, е личност која што живее во верникот и ги покажува плодовите кои се неопходни во животите на оние кои го примиле. За некој, Светиот Дух е можност да се манифестира сила, која што има надворешни знаци, како што се треперење, знаци, чудотворни знаци и така натаму. Доколку тоа не се случува, тие се сомневаат дека тој не работи како што треба и не е ефикасен. Но, Светиот Дух е третата личност од тројството и си има своја улога која го води верникот на прекрасен начин, откривајќи му е вистината на специфичен начин. На денот на Педесетницата се случи големо чудо, кога дојде и се исполни ветувањето. Исус тоа го предрече и се исполни во вистинскиот час според Божиот план. Мнозина во тој момент ја почувствуваа Божјата сила и се крстие во истиот ден 3000 души. Сите ја слушаа пораката на својот мајчин јазик и сите беа воодушевени. Таму каде што Вавилон ги побрка јазиците и ги раздели народите, сега Светиот Дух направи соединување и знак дека тој живее и ќе живее во сите, во оние кои што веруваат во Исус и стануваат едно со Него. Се прашуваме која е улогата или задачата на Светиот Дух во нашите животи. Од сите дарови што сме ги примиле од Бог, дарот на Светиот Дух како таков е најголем, бидејќи преку него можеме да го запознаеме Бог, исклучиво преку Светиот Дух. Не постои познавање на Бог без Светиот Дух. Духот има многу задачи и улоги. Тој работи во срцата на сите што го примиле. Исус им рече на своите ученици дека ќе им го испрати и ќе ја докаже заблудата на светот во однос кон гревот, правдата, а и судот. Факт е дека сите луѓе имаат свесност за Бог, без разлика дали го признаваат или не. Но Светиот Дух има посебна улога да ги увери луѓето за нивната вина или за нивниот грев и да им го открие Бог. Само со тоа уверение, почитувани пријатели, луѓето можат да го запознаат Бог и се спасуваат. Поинаку не може. Откако сме спасени, ние припаѓаме на Бог. Од тој момент или миг Духот пребива во нашите срца и не запечатува дека сме Божји деца и припаѓаме на Него. Исус вели дека Тој, Духот, ќе биде наш утешител, помошник, заштитник и водач во нашиот живот. Еве што вели во Јован 14 глава. И јас ќе го помолам мојот татко, и тој ќе ви даде друг утешител, или параклетос, за да биде со вас довека. Зборот што се користи бранител или параклетос се употребува за Светиот Дух и во оригиналната верзија подразбира оној кој е покрај нас и ја одржува идејата за да не охрабрува и поттикнува кон извршување на Божјата волја. Без Светиот Дух ние не сме способни да извршуваме Божјата волја. Од сите улоги што ги има Духот, тој исто така не оспособува да го разбереме Божјиот збор правилно и правилно да го толкуваме. Зошто постојат многу заблуди во денешно време? Затоа што Библијата некои ја толкуваат на телесен начин или според некаков интерес. Исус рече дека со неговото доаѓање, односно со доаѓањето на Светиот Дух,
своите ученици ќе ги упати во сета вистина, што Бог сака да ни ја открие. Тој во нашиот ум го објавува севкупниот Божји план, неговото учење и начинот по кој треба да живееме. Тој ги отстранува сите пречки кои не спречуваат во извршување на тие цели. Светиот Дух не уверува во Христовото божество, неговото отелотворување, во неговата смрт, во тоа дека тој е Месија, дека тој воскресна, се вознесе, во неговиот возвишен и прославен положај, дека седи од десната страна на Бог во победничка улога и во неговата улога како судија на целото човештво. Сето тоа за да го знаеме, произлегува од Светиот Дух. Без Светиот Дух овие нешта на човекот му се скриени. Светиот Дух е и дародавец. Тој ги раздава даровите според неговата волја, за да функционира Христовото тело, црквата на земјата. Сите дарови служат за добробит на црквата и да се исполни планот што го предвидел Бог за прославување на неговото свето име Исус. Духот произведува и плодови во нашиот живот. Тие плодови се дело на Светиот Дух кој го прави животот исполнет и благословен. Апостол Павле ги опишал многу прецизно ваквите плодови, набројувајќи ги во Галатјаните 5 глава. Тој вели: а плодот на Духот е љубов, радост, мир, трпение, љубезност, добрина, верност, кроткост, самоконтрола. Нема закон против вакви нешта. Телото не може да произведе вакви плодови. Тоа не е во состојба заради неговата грешна природа, која е онеспособена. Со доаѓањето на Светиот Дух во нашите животи, ние сме оспособени за Божите големи планови и можеме да одговориме на неговите барања. Тој ветува дека ќе биде со нас и никогаш нема да не напушти. Тој ќе биде наша утеха, наша радост, наш бранител. Му благодариме на Бог за неискажливиот дар, Светиот Дух и неговото дело во нашите животи. Дали е тоа твое искуство? Кога си поверувал во Исус, ти си го примил Светиот Дух, а што значи тоа да бидеш запечатен со Светиот Дух? Светиот Дух е наречен залог или печат или гаранција во срцата на оние христијани кои се наново родени преку него. Еве неколку стихови кои го потврдуваат тоа. Например, во 2 Коринќаните 1 глава, во 5 глава 5 стих, во Ефесјаните 1 глава 13 стих и така натаму. Светиот Дух е Божиот печат на црквата, како знак дека црквата е негова собственост. Хеленистичкиот оригинален збор, преведен со гаранција или арабон, значи залог, односно дел од парите за купување или собственост дадени како аванс или гаранција за другите дека сигурно ќе бидат дадени. Дарот на Светиот Дух за верните Божи деца е гаранција за нашето небесно наследство, што не го вети Исус Христос. Преку Светиот Дух нам ни се гарантира вечното спасение, така што ниту една земна или небесна сила не може да го скрши Божиот печат со кој сме запечатени, а тоа е Светиот Дух. Светиот Дух им е даден на верните, за да гарантира дека ќе го добиеме нашето целосно наследство. Тој ни е даден за да ни потврди дека припаѓаме само на Бог. Преку него Бог не преобразува и осветува, за да бидеме слични на Исус. Тој создава во нашите срца надеж и желба да веруваме и да знаеме дека му припаѓаме на Бог кој ни дава на знаење дека сме негови посвоени деца и дека нашата надеж е вистинска и нашето спасение е сигурно. Со дарот на Светиот Дух Бог ни гарантира спасение се до последниот ден од нашиот земен живот. Доказ за присуството на Духот е неговото влијание врз нашите срца.
Тоа се кае, Бог го покажува плодот на духот, каде што е опишен, како што реков во Галатјаните 5 глава. Тоа срце е послушно на Божите заповеди, на Божјата волја, има силна желба за молитва, за благодарност, како и љубов за неговиот народ црквата. Овие нешта се сведоштво дека Светиот Дух го има преобразено срцето и дека христијанинот е запечатен за денот на спасението. Преку Светиот Дух и неговото учење ние сме запечатени за вечно спасение, ослободени од гревот и од гнилежот на распадливоста како Божи деца. Можеме да живееме радосно, славејќи го Бог што имаме сигурна иднина, благодарение на Светиот Дух. На Господ Бог нека му е слава во сите векови. Амин.